поинаква перспектива. Иако си на мое место седната, ти ја дадов таа почит да видиш. Многу ти благодарам. Нема проблем. Ворете, и мене ми доаѓа фино променава. Овие денови народот е доста, гледачите се доста отворени за она што е Македонија, за она што сме и кој сме. Вчера Вангел Божиновски даде еден прекрасен вовет за нашето наследство, а ја знам твојата приказна, очекувам вечерва ти да се надополниш со тоа, бидејќи ја знам прилика твојата приказна, но никогаш вака на медиум надолго и широко стокмена и раскажана. Ако не се лажам, ти во една од твојси, на еден од своите гости, му рековте вака: во потрага по себе си, јас отидов до Средниот Исток и најдов нешто сосема друго. Рина, вие сте новинар, сте работеле у македонската телевизија, се занимавате долго, имате некој искуство. Кажете ми малку повеќе за себе, чисто и заради мене и заради гледачите. Од кога се занимавате со оваа работа? Се ќе ти кажам, ако ми се обраќаш на ти во продолжение на емисија. Добро, договорено. Затоа што те замолувам тоа да биде така, бидејќи вечерва навистина јас се чувствувам многу пријатно. Јас сум во мојата куќа, ти си во твојата куќа, тука сме си своји на своето, јас и ти. Се согласувам, Марина. Да. И од кога сум во професијава? Јас сум дипломиран педагог вака по некаква стручна подготовка во животот. Сум се подготвувала да бидам работам со деца и така. Меѓутоа тоа го практикувам со син ми дома. Имам таква можност сега. Педагогијата, значи практично да вака практикувам секојдневно. А некако само што дипломирав, веднаш после всушност имам само 2 месеци работен стаж како педагог во едно училиште и после тоа се отвори А1 телевизија. Јас започнав практично еден ангажман таму, како новинарски ангажман, и од тогаш наваму се занимавам само со новинарство, водителство. Автор сум на многу емисии во разни телевизии. Знаеш, долго сме телевизии во нашава држава, посебно од 91-92 наваму, имавме можност да се пројавуваме онаму каде што мислиме дека е најзгодно во моментот. Во Скајнет од летово наваму, меѓу другото и заради една огромна причина што е многу битна. Вечерва, бидејќи мислам дека Скајнет е навистина една телевизија со најмакедонски предзнак од сите овие наши медиуми во просторов. Така да поредот на нештата сосема природно Македонијум местото му беше на Скајнет и многу ми е драго што еве со Ристо и со нашиот продуцент заеднички ја воспоставивме таа соработка. И се емитува низ цела Македонија. Успеавме и таа ја поставивме, освен Куманово и Струмица, значи емитуваме во Тетово, во Гостивар. Не го знаеш? Македонијум не знам дали. Македонијум иде. О, да. Не си знаел. На последниот состанок не ми кажа Ристо, вакви работи мораш да ми кажеш. Добро, да не те фати трема, млада си за тоа. О, да. Значи, како и да е, јас никако се најдов себе си тука. Сега, во цел тој ангажман новинарски, беше еден период, нели, кога сите си се бараме себе си, зашто сме вака најнадарени и што излегува од нас. И во еден момент од животот, кога јас правев едни ноќни програми на македонската телевизија, ова го зборував деновиве и затоа вака ќе го имплицитно ќе го раскажам овде кај тебе во емисијава. Значи, вртам јас вака весник и читам на една 26 страна во левиот ќош една информација која говори: вика, Шпанскиот институт, не знам кој испитува ДНК на македонци и сите во регионот, нели, ги споредува со ДНК-то на Филип II. Се сеќам, тој пред едно 6-7 години беше нешто, така? И резултатите на тој шпански институт се дека ние сме овде, во оваа Македонија, тие што имаат идентична ДНК со таа на Филип II. Испровоцирана од самиот таа вест беше објавена
на 28-29 страна во левиот ќош, наместо да биде на првата страна, насловна и ударна и онака, нели, сите да си го дознаеме она за себе за кое сме биле можеби свесни, можеби несвесни во тие времиња, се уште несвесни, претпоставувам. Направив од тогаш практично, сакам да ти кажам, дека почнав да се занимавам со темите кои се поврзани со античка Македонија и всушност тоа за мене лично пак значеше барање на сопственото јас некаде до каде ќе стигне човек, нели? Сега секој има различни патеки и различни методи. Тоа... Што тебе те потикна да одиш на Среден Исток, да направиш таа твоја легендарна репортажа? Иако не си ни првата која го направила тоа, нели, спомна дека во разговорот претходно кога разговаравме дека Чашуле бил веќе таму и ги... Јас сакам да нагласам секогаш дека пионерот во целата таа приказна околу хунзите и калашите, тоест... Хунци и калаши. Хунзи и калаши. Хунзи и калаши, така? Да. Добро. Хунзи и калаши, тоа се две племиња, така се јас ги нарекував пред да одам таму, меѓутоа тоа се далеко од племиња, тоа се една цивилизација во еден дефинитивно заостанат регион, со сите своји одлики на македонското во себе. Хунзите и калашите се... Значи, чекај, полека, вака, значи, тоа истражување Чашуле го прави кога од прилика? Па јас имам информации дека тој тоа го правил претходниве 12 години наназад. Така. Да. Како ти доаѓаш, еве, заинтересирајќи се за нив, дознавајќи за нив, одлучуваш да идеш токму таму? Тоа е една исто така интересна приказна, затоа што вака. Како отиде ти воопшто таму? Мислам, како те најде патот да отидеш на Среден Исток, не знам кои мотиви би требало да биде. Затоа ми беше многу луцидно кога те слушнав, кога каже, барајќи се себе си отидов на Средниот Исток. Можеби прв пат за нив слушнав јас за нив прв пат слушнав во онаа една култна емисија без наслов, но со повод исто така на македонската телевизија, ако се сеќавате и ако се сеќаваат и нашите гледачи. Значи, каде што еден соговорник во некои разговори, и тоа се сеќавам точно, тоа беше еден сега покоен Спасе Шуприновски, новинар и така натаму, човек што ги исто така деклариран македонист, каде што раскажуваше за тоа дека на Хималаите постојат луѓе кои за себе тврдат дека се македонци, дека имаат цар кој го викаат Мир и дека така натаму. Тоа толку романтично звучеше во моментот кога го слушнав, особено 91-92 некаде, каде што нели сите некако од еден едноумски систем почнавме да размислуваме малце поинаку, се разбира, имаше тоа призвук на една научна фантастична приказна. Тоа продолжи и во наредните не знам колку години, нели, за мене така, затоа што тие луѓе исто така ги слушав секогаш во околности, знаете какви, кафеански околности, каде што луѓе ќе си се најдат, па нели, особено јас... Ништо како научно издржано истражување кое би... Апсолутно ништо. Тоа или некаков документарец кој... Тоа се беше во доменот на приказни. Разбирате? Особено после второто вино во скопските кафеани. Може да замислите како тоа изгледа. Да. Сега, во моментот кога веројатно сум слушнала прв пат за нив, нормално, нели, особено ако сте некој, нели, се занимавате со телевизиска работа, јас знам што си реков јас во моментот. Да даде Господ еднаш да отидам таму и да ги најдам тие луѓе и да ги снимам и да направам филмче и после тоа може да дам во пензија. Значи, јас сум ја исполнила не знам, не само својата желба професионална или својата цел професионална, туку и некаква сопствена мисија македонска, ако нели сте македонец и македонка и се чувствувате како таков од глава до петици. Која година тргнувате таму? Јас бев таму 2005 во август. Сега ќе ви раскажам многу накратко како се случи сето тоа. Не мора накратко, слободно. Бидејќи сето тоа остануваше се уште во доменот на научна фантастика. Сега ти почнува да Да, тоа е грешка, секогаш ја правам истата грешка. Се до оној момент кога гостин во Македониум беше господин Владо Ралев. Каде го правеше тогаш Македониум? На Канал 5, мисля, на Канал 5, на Канал 5 одеше, да.
И исто вака како тебе, јас исто не сакам многу да разговарам пред емисијата и во емисијата ние нешто разговараме со господин Владо Ралев и тој ми кажува дека, точно јас знаев за него некои информации дека тој во Пакистан живеел долги години, дека имал таму фабрики за преработка на памук, за текстилни фабрики, така наречени и така натаму. И бидејќи овие луѓе и Хималаите се блиску до Пакистан и така, и јас ми падна на памет да го прашам дали вие сте чуле за хунзите или тие луѓе што се декларираат дека се наследници на Александар Македонски, фалангата, нели, македонци. И тој ми вика, па да, јас знам, сум бил кај нив. Јас сум во сред емисија, вака, сте биле кај, вие знаете каде е тој, да. И тој ми вети, нели, во таа емисија дека ќе направи напор да организира, да отидеме организирано вака и да ги снимиме и да направиме нешто посериозно со нив. И бидејќи тој еден во наредната прилика веќе, на следното негово доаѓање во Македонија, инаку тој не живее во Македонија, живее во Швајцарија и секаде по светов, тој е еден светски патник, да. Во наредното доаѓање тој мене ми се јави и ми рече дека организирал се што треба за Пакистан. Мене ми е потребна само виза, а тој ми рече следново, јас ќе те земам од Скопје, од аеродром и ќе те вратам во еден комат. Во едно паче, толку ти гарантирам. Бидејќи Пакистан е навистина едно трусно подрачје за патување, особено за жена. После ми беше јасно што сакаше да каже се тоа. Мене не ми е уште. Ќе ти раскажем, да. Значи, јас извадив. И тоа, еве сега во оваа прилика треба да се заблагодарам можеби на некои луѓе што во тој момент многу ми ускочија, да речам, нели? Инаку виза за Пакистан треба да извадите во Анкара. Па сега замислете, ние со нашите буџети новинарски треба патуваш до Анкара па да вадиш и тоа. Можам да замислам. Меѓутоа само што се јавив некому во нашата амбасада во Анкара, тогаш еден дечко кој во моментов не можам да му се сетам на името, меѓутоа се согласи да му испратам по ДХЛ пасош, па он да отиде во Ската амбасада, па таму да ми извади виза, па да ми прати исто по ДХЛ назад пасошот. Кога ми го врати назад пасошот, на мојата виза пакистанска пишуваше not valid for restricted and prohibited areas. Значи не важи за тие некакви забранети подрачја. А така има такви забранети подрачја. Такви се сите ако тргнете од Исламабад нагоре, до кај нашите, што велам јас, до кај хунзите. Значи свесни сте во истиот момент дека тргнувате во нешто сосема неизвестно. И особено, ова многу ретко сум го или не сум го спомнала јавно, ми се чини. На некои мои пријатели сум го спомнала. Значи, јас се подготвувам за тоа патување, нели, да исполнам мојата животна мисија, македонска. И едно-два дена пред да тргнам со визата, нели, кај што пишува не важи за тие такви подрачја. А се спаѓа овие подрачја кај што сакаше ти да идеш во тие restricted? Апсолутно. Тоа се restricted areas. Тоа се токму тие подрачја кај што Пакистан не ти гарантира никаква заштита. Заштита и безбедност. Да, они ти даваат виза, меѓутоа Исламабад, Карачи, така некои градчиња, мислам градови каде што странци може да функционираат. Така, другото е опасно. Горе-доле, да. Другото е натаму никој не ви гарантира никаква заштита. И уште 2 дена пред да тргнам, ова ќе го споменам. Не знаев дека е толку примитивна таа држава. Не, ова фасцинира. Јасно. Одиме? Уште 2 дена пред да тргнам, ми звони телефонот, ова ти го раскажав, ама ќе ти го раскажам пак. И ми се јавува нашиот брат заеднички Љубе Бошковски од Шевенинген. И ми вика, сестричке, што правиш, како си? Ја викам, леле, се спремам да одам во Пакистан кај нашите да ги најдам таму од Александар Македонски, од фалангата што останали и така. Јас борам цела вака и он ќути. И јас викам да не му се исклучи тоа автоматот, нели, од кај што збори. Ало, братче, таму си, ало, брат. И он вика, сестричке, знаеш дека од овие од таму имаше еден од таму. Од овие од ваму имаше еден од таму. И јас додека укопчав дека он збори за раштански лозија.
Возбудата ти спласна. И викам, слушај, ја ти кажам. И сега тебе ти текне колку двојна опасност викам, те викам, чека. слушај, викам, вака, ако ме видиш на Ал Джазира. на Ал Джазира, прво тебе ќе те поздравам, зашто си ти крив. И во моментот низ главата, нали, ти се мотаат разни приказни, дека можно е тој телефонски разговор да се прислушкува, што е многу Па веројатно. освета, па 300 чуда. И си викам сега, цела Ал-Каида знае дека другарка му не љубе, оди у Пакистан. Мислам, да, и не можам да кажам дека не ме фати малце параноја, не за себе, оставам дома дете мало и така, нели си размислуваш така во тие моменти. Меѓутоа, како да ти кажам, тоа беше така една ситуација која јас ја чекав цел живот, да си викаш со Господ набиде Што сака нека биде. Така, Да. те разбирам. Да. И сега би сакала да те замолам да пуштиме еден инсерт, како тоа... Ќе го коментираме или тоа е Не, веќе ова со е аудиозапис? Ова е тонски, Значи, аудиотонски. Ова е веќе запис од Значи, што? јас одам во Карачи. Практично, Владо Ралев доаѓа од Швајцарија, Така. ме собира од тука, од Добро. аеродромот, со еден план дека ние од овде нема да носиме ни екипи, ни камери, ни ништо, туку дека сето тоа ќе го изнајмиме од таму. Затоа што во моментот и јас свесна бев кога стигнав таму зашто Владо го организирал тоа така. Ние дури со пакистанска екипа не смеевме да извадиме камерата додека патувавме по тие муџахедински предели. Ме разбирате што сакам да ви кажам. Јас Ве разбираме веднаш- што сакате да ми кажете. Да, веднаш што слетавме во Карачи, купив шалвари, тие шалварками, тоа се Шалови, ви. Тоа тие, за да не многу Последна што- пакистанска мода, да. Да не штрчам многу, нели таму, Да, зашто јасно. таму многу туристи не обичаат, како што знаеш, да. Во еден ваков фустан не би преживеала ни 5 минути. Тешко. Од Карачи подалеку немаше да стигнам, само што ќе слетав, Така. нешто ќе се И случиш. ова е веќе стигнати сте во пределот, ова што снимкава што ќе видиме. Значи, ова е сега вака, на кратко да ти кажам. Стигаме Скопје, Истанбул, Карачи, Исламабад. Во Исламабад ги наоѓаме претходно организирани, се разбира, благодарение на Владо Ралев, од пакистанската телевизија, прекрасни колеги, сниматели, организатори. Чекаме 2 дена, уште едно авионче најблиску до нашиве, да речам јас, меѓутоа не полетува, бидејќи тоа се такви аеродромчиња со навигации, и ако падне малце магла од Хималаи, авионот не полетува. И дури ни викаат, и да полетате, не се знае кога ќе може да се вратите назад, исто така, од истите причини. И ние одлучуваме да земеме, Кој период да од изнајмеме джип. годината е тоа? Август Август, месец. бидејќи таму можете да одите само во летните месеци. После септември тоа е сосема непристапно. Изнемувате джип? Изнајмуваме джип, го ставаме внатре снимателот со цела опрема, организаторот, шоферот и тргнуваме. И сега Да видиме. Ова е тоа што, да, Колку е ова, после колку трае Исламабад. овој прилог? Ова е најдолгиот од тие 2-3 Така? парчиња што ги одбравме, 3 парчиња практично, и трае 10 минути. 10 минути. Да, меѓутоа е многу важен и битен. Океј, одиме режија да го видиме, па се враќаме назад во студиото. Се будам во земјата на хунзите. Слики, форми и бои за кои дека може да бидат плод само на уметничка имагинација. Состојба на духот која отпосле ја дефинирав како церебрална екстаза. Уникатноста на таа емоција на ова место може да биде доблест само на оние што ја спознале длабоко македонската димензија во себе, па имаат личен критериум за убавина, генерацијски пренесуван, ако си пород Македон. Тогаш тоа е вонвременска македонска убавина. Земјата на хунзите, последната хималајска оаза која не им дозволува на колосите да се допрат, всушност е последната точка на исток по стариот пат на свилата, крајната источна граница на древното Македонско царство или крајот на светот, онаков каков што го разбирал Александар. Овие луѓе велат дека се негови потомци.
Познато е дека Александар, низ своите освојувања, на сите стратешки места оставал 4 војници, командант и благајник, задолжително македонци. Постратешко место од ова, здравје. Хунзите до неодамна верувале во своите антички богови. Исламот го прифатиле само пред 50 на години. Следбеници се на Ага Кан, најлибералната струја во муслиманскиот свет, карактеристична пред се поеднаквоста на мажот и жената. 95% од хунзите се писмени, повеќето од нив зборуваат англиски, во обкружување на народи со огромен процент на неписменост. Заради тоа и заради некои други нешта кои може да бидат резултат само на некаква длабока генетска порака, хунзите не само што не се племе, како што обично ги нарекуваат, туку се релативно модерна цивилизација во дефинитивно заостанат регион. Во некои написи од 40-тите, хунзите се спомнуваат како долговечни луѓе кои никогаш не се разболуваат. Тие својата виталност ја должат на фактот што научиле да живеат со природата и да се вклопат во неа. Сами во својот микрокосмос, во симбиоза со Хималаите. Од отварањето на Каракорум Роуд тие се отворени и за светот. Долината на хунзите станува место на можности. Атракција за освојувачите на врвови или последна станица кон Тибет. Новиот свет полека, но сигурно навлегува во земјата на хунзите или во последното изгубено царство на Хималаите. Еден човек во земјата на хунзите ми кажа реченица што ме наежи. Замисли, рече големината на Александар, што му успева да не поврзе и после 23 века овде на крајот на светот. Ви станува јасно дека вистината никогаш не може да се изгуби низ маглите на историјата. Доволна е само иницијација и еден цел процес несопирливо започнува. Се она што 23 века било длабоко замрзнато во ледениот брег на колективната македонска меморија, излегува како сознание, како доживеана визија или како свест за себе. Процесот што започна, некои го нарекоа македонизам. Тој кај хунзите никогаш не престанал. Прошетката низ Каремабад, или Балтит, како што се викаше до неодамна главниот град на хунзите, наликува на прошетка по мијачките места, или можеби на калдрмите низ Крушево, или Вевчани. Јанчиња исти како во Охридската чаршија. Вес идентичен на овој имам купено на пазарот во Струга. Веројатно сите овие препознатливи асоциации ме прават да се чувствувам како дома. Ова е тврдината Балтит. Некогаш тврдина за кралевите на хунзите, денес музеј. Културолошко-антрополошките анализи на овие градби ќе оставам да ги направат архитектите, за тоа колку битието на еден народ се рефлектира во архитектурата.
мене оваа градба ми личи на македонски манастир. Го пропатувавме Пакистан од крајниот југ до крајниот север, навистина не видовме слична архитектура. Првата комуникација со нашите далечни роднини звучеше вака. Italian, No, Macedonian. Macedonian. Yes. You know where is We are Macedonia? the same. Yes. We are very same. Relatives. So she looks like many women here. Yes. Roots. It's unique. It's very unique. How that is. This shaka. Yeah. One thing I have personally learned, because I'm working here for one of the ancient monument and I'm deeply involved in cultural activities of this region. So this is a natural thing. Whenever we meet a Macedonian person, today's scenario, an inner good feeling coming out, and unique, you feel happiness. So that sounds, there are indeed deep connection with the Macedonians. Our genes tells us your relatives are here around. So this is one thing, and then the people of Hunza are very to say that their descendant were the Macedonians, and this I have remembered from our old eldest people. They often tell the stories to their younger children that you are the descendants of the Alexander the Great Macedonia. So that has been inherited in the hearts of the people. So, One thing I want to say hello to the people of the Macedonians, our ancient root, and please I want to convey our warm feeling to the people of Macedonians, and this message of my heartfelt warm feelings take into the Macedonia and may kindly be aired and to reach to each and every person of the Macedonians. Well, actually, although historically the people of Hunza received a lot of inputs from different cultures, from different people, yes. but at the same time, we believe that, still we have been able to maintain our own unique identity. We have a lot of pride in this, our language, Brushaski, Yes. and therefore we would go miles and miles to Yes. preserve and maintain our historic heritage. Yes. Македонскиот лингвист доктор Илија Чашуле, професор на Универзитетот Меквори во Сиднеј, после 12 годишни научни истражувања и престој кај хунзите, има црсти докази за тесна врска помеѓу бурушаскиот и старомакедонскиот, тоест бригискиот. Некои бригиски зборови се и до ден денес зачувани во современиот македонски јазик. Тоа се зборовите бара, вади, врне, турне, гази, брка и така натаму и така натаму. Бурушаскиот звучи вака. Sil minua, shapik shiba, chai minua, bayu miba, be shakar miba chai. Ite jar aso ke bayu miba, shakar miba, kisida ite gorecha. Amulum dokawa, mathanum dokawa, sirum dokawa, ite jar aso. Menaba un jar aso. Ite tumda unar gor jagabar jaicham jar aso ko thoran. Amula nichamu, mathan bilaha. Jipulu nicha, be piadal nicha, amula nicha, ite jar aso. Yeah, in fact, I met our good friend Ilya, but for a brief time. However, I also read his draft paper, Yes. which he researched, trying to establishing a link, historical link between the language of Macedonia and the Brushaski. Yep. We have been, a lot of people are telling us, particularly, the Britishers who did a lot of research here, they are saying that, look, I mean, this is a language
which is very isolated, which has Nobody no roots, in the world you know, speaks. Yes. and which has no roots. That really worries me. If I don't have a roots, what am I going to do? Yes, I yes, need a yes. roots in order to Yes. prove my identity. So I think because of is we have been listening from our parents and grandparents that this area was first populated by the soldiers of the Alexander the Great, who for various reasons left behind, and then later on they settled over here, and that he or maybe or other people after him or those who are interested in this area may able to establish a fact that the Prushevsky, this came from Macedonia. Rolame na kej. Skopje. Не е лесно да Окей. живееш здраво ако немаш Почитувани гледачи, повторно во живо од студиото на Skynet. За мене навистина емотивно делуваше се ова. Не ги знам деталите од нивните истражувања. Фасцинира разноликоста на цивилизацијата таму, значи начинот на живот таму. Ти веќе во Пакистан се облекуваш посебно заради религијата, идеологијата и каква е цивилизацијата, и веќе сосема слободно ти прифаќаат без никакви предрасуди, се носиш како нормална современа жена веќе во нивниот крај. Ова не е Пакистан, ова е Македонија. Јас тоа го знаев можеби пред да отидам. Не знам, меѓутоа кога отидов ми беше јасно што е македонскиот код. Шака. Не само шака. Што му рече кога ти рече шака, дека рака се знаеш вика? што, мислам, во едно обкружување, во еден таков регион каде што навистина Тварно во падините на Хималаите, тоа е условите таму не се. Тие се на границата на Тибет. Значи уште 30 километри од нив е Кина и Тибет. И практично таму завршувал тој пат на силата и таму во тогашни критериуми и спознанија и мерки за просторот и времето. Таму бил крајот на светот. И Александар кога тргнал од овде, од Македонија, да го освои светот, тој мислел дека светот е до таму. Знаеш, до Хималаите. Така, дека после тоа, да. Кога дошол таму, он тогаш открил дека има и понатаму нешто друго. И сега таму му се случува бунтот на македонците и тоа е една друга приказна, не знам дали ќе имаме време. Овој град, како се вика? Значи, Ова е град Чернивно. ова е нивниот главен град. Значи на тој регион, како се вика тој регион? Тоа се вика земја на хунзите. Земја на хунзите, да. Така, Значи тоа си било посебна држава со свој уредување, со свој систем. Припаднала сега на Пакистан. Сега е под администрација на Пакистан, Пакистан. меѓутоа тоа сега е 1974, што значи вчера. Значи сите овие До тогаш 23 века они живееле како една сосема посебна држава со своји обичаи, со своји правила на однесување, со своја хиерархија. Значи царот, тој првиот нивниот, што јас го викам цар и царица, бидејќи поредот на нештата тие се навистина тоа за тие луѓе, ја има титулата Мир. Замислете, Мир. Мир. И жената на Мир. Мир и жената на Мир. Така. Значи, иако станале дел од Пакистан во 1984, Пакистан им дозволил да ги задржат сите своји обичаи. Значи, они се под некаква администрација на Пакистан, меѓутоа со се уште зачувани сите карактеристики на една држава. Патот до нив е направен 1978. Тогаш тие се отвориле за светот, да речем, и почнале до нив да стигаат и луѓе, и туристи, и надвор од Пакистан, и бидејќи претходно била британска колонија, цел тој регион, до нив имаше само, јас пред да тргнам се обидував да најдам, меѓутоа ништо не можев да најдам, никаков запис за нив. После ми беше јасно зошто. Колку градови никаков има запис таму, за прво нив. кажи ми. Да добиеме еден, значи Тие се 50.000 луѓе.
Хунзита. 50.000 луѓе. Да, за Хунзита Во колку зборам. градчиња тие села, градчиња? Главниот град Балтит, или сега се вика Како се вика? Каримабад. Порано се викал Балтит, сега се Балтит? вика Каримабад, Каримабад. бидејќи тие кога станале дел на Пакистан прифатиле ислам. Меѓутоа, цела среќа што прифатиле една најлиберална струја од исламот, која се вика Ага Кан, значи тие се следбеници на Ага Кан. Либералноста во таа струја значи дека им дозволуваат на жените, на женските деца да одат во училиште, дека не се онака забулени како што имавме обичај Тоа да видиме во приметивме. цел Пакистан и така. И дека се многу образовани, што е одлика на секој македонец каде и да е. Зборат, да, Виде. зборат англиски, викаш дека поголемиот дел од Пакистан има неписмени, а тие писмени што се знаат курено да го читаат, да инвестик не знаат да се следа. 90 Додека дека сретна луѓе што не само што си го знаат својот јазик, знаат англиски, писмени, читаат. Ма ние комуницираме со нив од овде од другата канцеларија, од Skynet по мејл секојдневно, мислам, тие се толку технолошки и отидени напред, што е практично одлика само на еден високо развиен цивилизацијски ген, ништо повеќе. Значи тие се македонци и на другиот крај на светот. Ме разбираш што сакам да ти кажам? Да. И тоа навистина беше фасцинирачки кога ги видовме тие везови кои се познати од нашите килими, за кои мислиме дека се, ајде тука некои 500 години, тоа е некое наше наследство во таа орнаментика од некои си 5-6 години па и повеќе. 23 века. Овие луѓе живеат изолирано од остатокот на светот. 23 Вистинско века. чудо, Господ ги има. 20, да. Неверојатно е таму во тие турбулентни ноќ, стварно, и самиот крај делува прилично Ми се чини дека заради тоа што биле изолирани, они тие останале тоа што се. Да, заради тоа не било тоа можеби причината затоа што биле следбеници на Александар, нели Александар оставал дел од својата војска. Па тоа луѓе биле обучени кои знаат како да се справат со напад, со одбрана, имале таква некоја хиерархија, организација каде што знаеле како да се одбранат и воено да бидат подготвени. Дали не знам, моја претпоставка. Не, тие немале ни потреба да се одбрануваат во таа смисла војно, зашто никој не можел да стигне до нив. Прво. Второ, и да стигнал некој до нив, она што јас наоѓав по записите пред да одам, вика дури и да се стигнало пред да биде направен овој Каракорум Роуд, тој пат од 1978, кој пакистанците го имаат направено заедно со кинезите, како една заедничка акција, да речем. Значи, до тогаш кај нив можело да се стигне само со каравани по хималајските патеки и тоа, дури некој што успевал да стигне таму, до земјата на хунзите, пред да влезе кај нив морал да добие дозвола од Мир или жена му на Мир, ако не е Мир тука. И можело да се случи многу лесно да стигне до таму после сите патешествија и овие да речат, не можеш да влезеш, врати си се назад. Значи, сакам да кажам, овие луѓе факт е, историски е потврдено од сите мои истражувања на зашто ги правев пред да одам таму, а и од после, дека Александар на сите битни стратешки места поставувал македонци. Да го, значи, и особено благајникот македонец. Ако баш не можел вака други да остава, благајникот морал да биде македонец. Економистот. Да. Каменот што ќе се врти. Така да, многу е вака лесно разбирливо цела оваа приказна. Знаете, ако ги знаете сите овие... Многу е логична, да, логично дело е за тоа време. Да, ако ги знаете сите овие нешта, уште пред да тргнете, вие знаете што ќе најдете таму. Исто како јас со Паско Кузман пред некој ден кога зборев во другото студио. Тој во еден момент изјавил и да не постои, јас ќе ги материализирам, зашто знаев дека ќе ги најдам. Така и јас знаев од прилика што ќе најдам. Затоа Паско ги носи тие 3-4 сата. Така. Да, затоа што кога ќе се нуна ја, кога го исцедив една психоанализа која му направив кај мене, тоа беше интелектуална перверзија каде отиде. Перверзија у најпозитивна смисла со Паско Кузман. Со времето се враќам назад, а тие ми се саатите кои ме држат за да можам да се вратам кога ќе отидам таму. Да. Тоа е толку е фасцинантна метафизика. Ама он стварно патува низ времето и ги визуализира тие работи. Интересно е што го видовме лавот. Лавот македонски бол. Го видовме лавот и убаво го потенцираше со камера на неколку пати,
колку делува препознатливо оној вест на лав. Иако лавот не е нешто невообичаено да се најде како символ кај многу земји во светот. Да, ама лав на Хималаите нема. Али лав на Или? Хималаите Да. во тие краишта апсолутно нема никако. Да. Тој повеќе некако европски символ, ќе го сретнете македонски Јанко, така. македонски символ, македонски символ. И Александар е во некои прикази, вака во некои слики и орнаменти прикажан со лавовската глава, лавовската кожа на глава. На глава. Значи, ги видов ти роговите пред да се влезе во тој така наречен нивни музеи, меѓутоа сепак музеи, нели, и за тие размери и за тие услови таму. И велат со колку љубов, значи, да? роговите на јарецот. Да? Нели ги викале македонците козари, овие така наречениве денешни наши пријатели многу добри, што вака денеска изјавија дека од љубов кон нас го направиле. Да. Ја те тепам, ама мене ме боли, знам. Значи, тие ги викале нашите македонци варвари, козари, вамута, не знам, нели, со сите поградни зборови. Ми рекоа дека пред да дојдам сте ја пуштиле она прекрасна еден документарец со, нели, што го направи Discovery. Да, и тој прикажан еднаш и никогаш повеќе. Јас не знам по какви лудачки канали дојде до мене, го иститлував, го направив. Го преведе, ти го преведе? Да, значи ова беше повторна можност да се види јавноста за што станува збор. Ми беше зборот за козарите. Значи, козата и јарците се препознатлив елемент од македонската фаланга. Тие пред првиот ред на фалангата секогаш пуштале кози. Затоа ги викале козари. Бидејќи македонците се познати како козари. Тие и до ден денес и во нашите западни краишта, ако ти текнува, козите ги нели, социјализмот и така пред тоа сите чувале. Да. Главно занимање било козарството и секоја фамилија чувала по една коза. Но чекај, не ми е јасно малце ова. Ама ајде да не навлегувам со тебе ова. Со Ванче Стојчев тука би требало да го рачеп. Дека пред фалангата ги пуштале козарите. Кози, не козари. Кози? Да. Зошто како кози? символика македонска. Така тргнувале во бој. Како жртва предпоставувам. После тоа си оделе тапани. Знаеш што, овие наши езги што и до ден денес јас ги потенцирам. Зурливе и тапаниве. Ги потенцирам во шпицата на Македониум. Па што може повеќе да ти дигне тебе вака во бој? Освен една езгија, една зурла, еден тапан. И знаеш што, мислам, некои записи од персиски записи говорат дека навистина тие се биле толку многу исплашени од македонската фаланга во секој таков напад, во секоја битка, во секој бој, да после тоа дури ги граничиле, мислам, ги опишувале како нешто што се граничи со овоземско и со, не знам, нешто човечко. Меѓутоа, македонската енергија е огромна. Само човек треба да знае да пронајде во себе, прво, а потоа и да ја сплоти, значи да ја соедини. Александар бил тој што знаел да направи од многу енергии, да направи една голема. Сега он користил веројатно разни методи. Ете и зурлите, и тапаните, и козите, и не знам што се. Меѓутоа замислете една обединета македонска енергија, колку тоа било страшно. Па и до ден денес е страшно, иако сме вакви мали, како што видов, гледаме и вчера и денес. Се вадат од паметот. Се вадат од паметот нас. Се вадат, да ми простиш, дама си, нема да кажам. Сакам да кажам неколку битни реченици што јас ги чувствувам и сакаат да излезат од мене. Меѓутоа, откако ќе ја завршиме оваа приказна за Хунзиве и Калашиве. Може така? Да, секако. Беше исто така, ме фасцинираше нивниот исказ дека чувањето на чашуле, професорот, он бил на австралискиот... Меквари универзитет во Сиднеј, значи шеф на катедра по лингвистика, што е многу важно. Дека кога ги направил тие споредби и нивниот јазик го споредил со македонскиот, тоа било големо откровение и за нив самите. И они самите трагале по собствениот идентитет, бидејќи, колку што разбрав, и они чувствувале својата разноликост. Криза на идентитет, замислете во Хималаи, изолирани од светот. Не знаеш од кај си дошол. Не знаеш од кај си, слушаш некакви приказни дека си од Александар и толку знаеш за себе. А само толку, значи, дека се од Александар потекла, што се и кој се не знае? Не, си. Па ние не знаеме, нели, имаме се уште дилеми некакви, дали сме од 6 век со цевките дојдени или од не знам што. А да не го пуштам
председателот бивши А да не го пуштиш, ајде. дека сме да не го Словени од пуштиш. 6 век. Да, замисли. Многу е важно, во оваа прилика сакам да потенцирам, бидејќи јас имам информација дека овие исти хунзи, вакви какви што се, што ги сметаат за племе, нели, така наречено, меѓутоа кога чуле дека се оформила држава Македонија 91 или не знам која, тие се обратиле официјално до нашава држава. Замислете. Замисли, Јанко. Извини. Меѓутоа од овде им вратиле некој. Јас сега кога ќе дојдат тие, здравје Боже, тоа ќе кажем исто на крајот на емисијава, ќе видиме кој е тој што нив им одговорил така. Ќе се дознае многу лесно. Да. Што им одговорил? Па ние не сме од тие што вие мислите дека сме. Ние сме од 6 век нааму, од словените сме ние. Па тоа е Истото бившиот тоа. ни тој кабинет. Истото тоа, меѓутоа барем да се обнароди, да се знае. Знаеш, како ги пукнало тоа кутри луѓе, како да, им дошло како замисли, удар. слушнале дека Македонија има држава Македонија и се обратиле, замисли уште пред не знам колку години, кога се уште и интернет и кај нас не беше толку вообичаен. Што клето семе сме, да. што куќиња проклети имаме меѓу нас. Замисли, се обратиле до овде и овде им рекле све е супер, ама ние не сме тие што вие мислите дека сме. Марина, што имаш уште да ми прикажеш од својата јата? Има, освен хунзите, има и калаши. Што се па тие? Па ти исто за себе тврдат дека се од Александар Македонски. А што е разликата помеѓу калашите и хунзите? Хунзите се на граница со Тибет, значи со Кина. Аха, добро. Од Исламабад до хунзите патувавме 20 часа, 19-20 часа со джип. Толку е без застанување, оддалечено. зашто таму нема кај да застанеш, нема ни кафе кај да се напиеш. Мислам, тоа се сведни муџахидински територии, тука има кампови за обука на разни Да, готово. Нема детали да ми кажеш. Да. Дури и нашиот снимател од пакистанската телевизија кој не носеше брада, кој ние го праќавме да ни купи нешто вода ваму таму по пат, го гледаме како трча, откако купил вода, вика, вози, вика на тој шофер, што? Вика, влегувам внатре, нормално таму нема жени по кафеаните, ако најдеш некоја кафеана по патот. И јас вика влегувам и им викам добар ден и они викаат овој не е добар муслиман. Зошто нема брада? Артизмот отишло јаваната истрани мозоци. Меѓутоа Пакистан е од Исламабад, особено нагоре тие северни подрачја, тоа се поклоници на Бин Ладен. Колку километри има, значи оддалеченост помеѓу нема многу калашите? километри, меѓутоа патот е Многу е лош. многу. Аха, така. Значи таму можеби има, не знам, 400 и не знам колку. Нема ни 500 километри. Меѓутоа Каракорум е еден пат. Каракорум Роуд, тоа е Каракорум планината се вика Каракорум. Значи тој е венец. Значи тие се на Можеше да седам ја Google Earth да го гуглам малце додека ти збориш, можеби. Па седни, ајде, што? А и тоа што викаш, овдека премногу. Значи, тие се на тромеѓето на Каракорум, Хималај и Хиндокуш. Тоа се трите најголеми планински масиви во светот. И тие се точно во тоа тромеѓе сместени. Значи, патот до нив, како што реков преска, е направен 1978. Меѓутоа, и ваков каков што е сега, тие го сметаат за многу пат, така. Меѓутоа, ако погледнат, вака, тоа е едно патче кај што некаде го нема патот, зашто од глечери од Хималаи го однесол патот. Ме разбираш, Јанка? Да, те сваќам. Ако дојде некој во спротивниот правец, не имаш да се разминеш од што е тесен патот. И тоа е планински пат, оние тесни планински. Ако погледнеш вака надолу, стравте фаќа и си викаш чекај порано да не гледам, ако стигнам, ако ме однесе Господ ќе стигнам. Еве го Равалпинди, North-West Frontier, значи од тука нагоре не ти гарантира никаква заштита државата Пакистан. Црвена, да, dispute zone, Northern area. North areas, тука се овакво Пакистан, Кашмир и уште оди малце погоре. Уште погоре? Па се да, значи не, ова е веќе Кина. Не, на граница со Кина, на западната граница со Кина. Мислам, за Кина е источно, за Пакистан е... Да, обратно, за Кина е западна, за Пакистан. Тоа е овој дел, овдека само треба да се се напълни. Мислам дека е таа една зелена линија што таму се движи. Ете, точно по таа зелена линија е патот Каракорум Роуд, тука тоа е Каракорум. Ако погледнете налево надолу, доле тече реката Инд, имате провалија од 300 метри и си викате овде, не дај Боже, што се заврти джипов, тоа се овие краишта овде. Ова е реката Инд. Тоа е реката Инд, да. Страшно монструозно дело. Еве се гледа дека ова глечар, некој кој се топи уствари. Патот е покрај реката Инд, да. И ова е се покрај реката, тука патуваш. Так.
Тука патуваш. Варши, Гомпа, Гюмпа, Кими, Тоа се, како да ти кажем, са Сома. месечеви предели, не ти се верува вака на Месечеви предели, на призорите. Ништо не расте, нема ништо. Камен и вода. Тоа се такви оазички мали, овака како што се сместени еве нашиве хунзи, Мурги. кај што има само тополи. А каде се нашиве тука негдека во овој крај? Тирит. Тирит? Тоа е тоа? Све ова тоа нивни крај, Марина? Не, Тирит не е нивни крај. Сати? Ронгду? Треба да тоа е Каракорум, меѓутоа за да по патот они се на тромењето на Каракорум, оди нагоре, значи на Хималаите, Каракорум, Хималаи и Хиндукуш, кај што се спојуваат тие три венци, тука се хунзите. Добро, ќе побараме малце повеќе. Ќе одиме со прилогот сега. Сега ми праша за калашите. Значи за калашите, разликата помеѓу овие се на хунзите и граница, калашите. овие се на граница со Тибет. Калашите се на граница со Авганистан. Значи скроз на другиот крај од Пакистан. Така, тоа е другиот Тоа е веќе Хиндукуш, тоа е друг еден исто така огромен планински масив, да речем, венец. За да стигнете од хунзите до калашите, повторно ви требаат 17-18 сати. Повторно е тоа во возење. во северниот Да, тоа дел се на северните подрачја. северните подрачја и повторно е таа забранета зона, така? Повторно се разбира. Па мислам сите овие бомбардирања што ги прави Американците така што се обидуваат да го најдат Осама Бин Ладен, да, нема шанс. Тоа се Кога ќе така го видиш- непристапни подрачја да мислам апсолутно не се сомневам дека некојаш некој ќе го најде. Јас се мислев заради љубе некој да не ми се пријави сам, па да речем супер чим сме тука да го снимиме и Бин Ладен. Меѓутоа Авганистан многу битна работа имам да кажам сега. Значи, не сум кажала во филмот. Во пакистанската страна се останати уште 3 села од калашите, од калашкото племе, така наречено. И има уште 17-18, некои велат и 20 села во афганистанската страна. Разбираш? И таму македонците се поделени. На една и на друга граница. Оф, леле, Значи, клета судбина наша. Сите бомбардирања што се прават, Да. се прават во тоа подрачје, бидејќи се претпоставува дека таму се кријат овие сите така наречени тајни кили, да. Меѓутоа повторно гинат македонци таму. За жал. Неверојатно, какво Да. сознание. Па ние би требало да интервенираме како народ да се заштити нашиот народ, токму од нашиве пријатели и сојузници. Па сега ќе видиш во следниот предлог кој пред нас интервенирал таму. Одиме со Ајде. следниот прилог, ве молам, режи. За да стигнете од кај хунзите до кај калашите, ви требаат уште 18 часа возење. Назад до Гилгит, преку Каракорум, па по Хиндукуш се до границата со Авганистан. Да се поминат многу планини по пат што повеќе личи на патека, некаде треба да чекате со часови и да најдете начин како да се разминете. А некаде едноставно морате да платите, ако сакате понатаму.
На некои места, од глечерите и надојдените води од Хиндукуш, и патеката станала река, и тогаш патувањето ви станува камел трофеј по Хималаите. Само што нашиот трофеј на ова патешествие ќе бидат калашите. Од 2-3-4 илјади луѓе во 3 села скриени во пазувите на Хиндукуш. И тие, како и хунзите, за себе тврдат дека се директни потомци на Александар. И после сите лоши патишта, фасцинантни гледки, долги процедури за добивање специјални дозволи за влез кај калашите, полициски евидентирања барем 10 пати додека траеше патувањето, ќе ви се случи еден од оние мигови во кои времето застанува. Како момент од претходниот живот, како македонско дежаву, некакви лични визии за чинот на допирање со личната суштина. На еден мост како Бошков мост, како Гарска, по еден пат како низ јама, вртиш лево за Бамбурет. Едно од 3 села во долината на Калашите. Македонија беше поделена и така натаму. Форум, остануваме должни на форум, но блокот реклами е навистина голем, но она што нели говориш во емисијава е навистина сакам да остане по-концизно. Нека ми просто спонзорите малку подоста ќе ги пуштиме и ќе го пуштиме и нивниот дел. Значи ова го видовме во овој дел како се стигнува до таму, навистина убаво кажа месечеви предели. Јас само во некои своји визии со ништа ги имам видено овие предели претходно. И мислев дека тоа не постои на земјинава топка и кога вака станав се бајле и сега што сонувам глупости. Ова нема на земјава. Меѓутоа ве даде Господ да видам дека тоа навистина негде постоело. Значи, стигаме до кај калашите. Калашите се уште сега за разлика од хунзите. Калаш е некој збор кој мене ми е познат на некој начин. Да, знаеш што, пред да тргнам овде јас нив ги викав ханзи и калеши. Знаеш? Калеши се Калеши, да. Е сега, според пакистански некои теории, бидејќи се ова навистина не прекрасни жени, толку убави жени, ти немаш видено. Ма неверојатно. Според сите приказни што јас ги има прочитано пред да одам, значи Роксана е точно од овие региони, од кај Калашите. Роксана, жената на Александар, со која што тој се оженил, освојувајќи Персија, после која им дал примери на другите македонци да се оженат и не знам, таму има повеќе од 3000 брака вклучени во еден ден, склучени меѓу македонци од фалангата и персики, поточно бактрики. Која визија ја имал илјадници години, пошто кралските семејства тоа го прават веќе после таму, нели, 10 век. Која визија ја имал како светот да нели, значи тој имал жени и пред Роксана, имал и после Роксана, меѓутоа Роксана останува она што спомнуваме до ден денес, нели? Дека Александар не сакал да го покори светот, он сакал да го обедини светот. Александар е големиот обединител. Знаеш, и затоа многу се лутам што некој си зема за право да си го присвојува со една голема лага, знаеш. Затоа што и овде се случува истото. Кога стигнав кај Калашите... Кога гледаме овдека една друга работа, не ја кажавме, Марина, ништо не видов од хеленската култура, грчката, која они толку се фал. И кога ќе ми кажат оние плачковци, кога ги мрсоленковци пред камера, зошто Скопје ни ја крадете историјата? Грчка телевизија, нели, оние дедовци, оние проста маса селјачка, што треба, нели, ратните барабани да ги надуват. Со се ова што се случи вчера и денеска. Каде ви е вашата култура, цивилизација, ако било тоа? Нели, и сега за уши да го фатиш режисерот на филмот Александар,
кретенон глуп кој ја викам одамна заслужuje ќотек да јаде затоа што на времето го украде, го оплячка класично еден Стенли Кјубрик и му го зема Оскарот на времето, Full Metal Jacket и така натаму и така натаму. Не сакам името да му го спомнам, не се. Сега да го однесеш и да видиме како ќе објасни реченицата for Greece кога тргнува напад за Македонија, во напад за Грција. Многу е позната една реченица на Александар кога тој стига до овие предели и кога македонците се премногу уморни веќе да го следат за во Индија. Знаеш, тука е најголемиот бунт кој македонците му го прават на Александар и после 8 години, после толку многу патешествија и борби и умори, замори, рани, и борби и битки, се тоа нормално се случува во еден момент пат на духот, пат на енергијата. Да. И знаете она позната реченица на Александар, македонци мои за вас го освоив светов. Знаете, тој не вика грци мои или хелени мои или не знам што. Македонци мои за вас го освоив светот. Значи, овде тој се жени со Роксана во овие подрачја. Роксана е бактријска принцеза. Бактрија е точно на денешната граница меѓу Авганистан и Пакистан, точно кај што се денес Калашите. Знаеш? Бидејќи тие се навистина се уште и после 23 века најубавите жени што ја сум ги видела на светов. Мари не доставише да ги видам. Па не знам дали го имаме спремено баш тој свет. Немој сега го немаме спремено. Меѓутоа тие се пуштате нешто од тука да видиме што имаме спремено. Ќе коментираме или имаме спремено една изјава од еден калаш кој не ме интересира калашот. Кажува се што се кажува. Калашинките, калашниковите ми треба. Она што сакам да кажам е дека таму наназад 10 години веќе има грчки мисионери. Таму има грчки мисионери. Мој колега. Значи, они пред 10 години снимиле емисија кај калашите. Тој истиот што ја снимил емисијата кај нив, веднаш после враќањето во Грција си отворил NGO, значи хуманитарна една организација која собира донации од Грција, као за кај калашите. Им пере мозок. И калашите се сега една колонија за грчки уметници, луѓе што сакаат да си се откачат, да отидат да доживеат нирвана. Не продаде и педерастијата таму, све им продаде? Мислам дека не. Мислам дека не, затоа што калашките жени се многу познати по едно слободно. Мислам дека, меѓу другото, Александар и на тоа паднал кај Роксана. Тие викаат дека дури јас викам во филмот, тие не трпат малтретирање како секоја права вака македонка денешна. Значи, ако не и се допаѓа, не да нема таму муслимански обичаи, иако живеат во најмуслимански регион на светот, на граница меѓу Авганистан и Пакистан, па го откачува да не употребам друг збор одма. Да видиме што ќе кажат калашите. Меѓутоа, мислам дека овде го имам точно сега одбрано тој да го видат нашите гледачи како изгледа грчкиот културен центар што се гради во сред село Бамбурет. Многу ме интересира, чим нема да ги видам жените. Ќе ги видиш, здравје Боже, има време. Одиме со прилогот режија. So hello, I'm from Kailash Valley. So hello to Macedonian people. I'm same family from Macedonians. We have different explanations, but I think in my research, so when Alexander in this area, so he divided his army in two parts. The Alexander the Great, he came by Khyber Pass, not by this valley. So he's one of the journal. He took the army, the second part of army, and he came from this way, Lawari Pass. So here is the Kalashian people, we call Kalashian people. So they're also from Macedonian. So how they live here, how they start to live here. So that is a very important question. So at that time, so it is a very long way from Macedonia to here. It took 8 years. So some people are sick, some people have an injury. So who have an injury, who have a sickness, so in our explanation, they start to live here. They cannot go with Alexander the Great, so they stop the Alexander the Great and they start to live here in this valley. So they are still that time, you know, their culture, their tradition, it's same like that about 326 BC. So people said they are same like that that time.
living like that time. But Kalashian and the Hunza people, they are totally different from the part of Pakistan. You know, the language, history, and culture is totally, living life is totally different. So they are not from here. Hunza people and the Kalashian people, they are of course from Macedonia. Actually, just I know, you know, we are from Macedonia in Hunza. The history, you know, it's become father to son and son to son, son to son, son to son. Nobody write a book or some explanation. So this is the true explanation, I think. And later, you know, in that time in the Hunza also there is no age. But the people say we are from Macedonia. We are from Macedonia. Интересно, да. We are from Macedonia, we are from Macedonia, знаеш. И сега, овде, добро, јас мислев дека и тој инсерт, меѓутоа подобро да не го пуштаме, да се види дека грците градат грчки културен центар во сред село Бамбурет. Меѓутоа, пази што се случува. Тие ги убедувале во својата собствена лага и калашите. Ме разбираш? Човек без собствен идентитет, човек што се храни од туѓиот идентитет. Функционира така. Ти отишла таму, некој наш колега, исто така, што снимал емисија пред 10 години прв пат за калашите, после тоа ја претворил до урината на калашите во една грчка колонија практично. Значи, оформил, како се вика тоа, хуманитарна организација, NGO во Грција, која собира донати. И као таму нешто многу им помага на калашите за зачувување на идентитетот. И ги убедуваат дека се исто со грците. Меѓутоа што им вели? Ово истиот, мене ми вели, знаеш, откако веќе ме запозна, јас му велам, вика, од кај си ти? Јас викам од Македонија, нели? И тој вика, о, има тука други македонци. Пази што ми вика, викам македонци? Да, значи тие таму се представуваат како македонци. Грците се? Да. И викаат, вие сте од Александар Македонски и ние сме од Александар Македонски, значи ние сме браќа. И си тераат така едно 10 години во една корелација многу интересна, нормално. Ова се 3 села, за разлика од хунзите, ова се многу понеписмен народ, калашите, каде што можеш да им продадеш све што ќе ти падне на памет. Така да, мислам, ефектот од сето тоа, резултатот е тој грчки културен центар што се гради. Се градеше, 2005 требаше да се отвори пред да одиме ние. Меѓутоа, ово истиот мене ми вика, Марина, јас што се сметам најписмен во село, во прв пат слушам дека Македонија била нешто друго од Грција. Нели? Сега, знаеш што се случува, Јанко, утре дента цело село таму знаеше дека овој што се представуваше дека е македонец, уствари баш не е македонец, него е нешто грк. Ме разбираш? А им вика цело време македонец дека. Па ние сме браќа, ти си од Александар и јас сум од Александар Македонски, значи ние сме браќа. Сега излезе нова една вистина, за жал, после 10 години, меѓутоа не е битно кога вистината ќе излезе на површина. Ме разбираш што сакам да ти кажам? Какви паразитски типови има, значи таму. Значи, ама добро си ја работата, додека ние ги одбиваме уопште и да ги примиме, они си градат културни центри. Ама не е битно на крајот на криштото. 10 години поминале, што се 10 години во однос на 23 века, нели? Нема да им го изрибаат мозокот за толку. Сигурно. Мислам, кога се соочат со факти, кога се соочат го слушаш и самиот што кажува. Тој не кога ги видат фактите од јазикот и од културата. Тој вика, we are from Macedonia, не вика we came from Greece, или from Hellenic, или from Атина, или не знам од каде. Така да направам јас една моја завршница на ова вечерва. Значи, ова што јас го направив... Каква завршница? Чекај, имам уште половете. Ти мислиш, ја го почнав и завршувам разговорот, не ти, не е твоја емисија. На мојево излагање, значи, она што јас го направив како моја животна мисија, значи, мисијата беше завршена во оној момент кога овој филм се пушти на програмите. Ти овдека беше 2 дена кај хунзите и пола ден кај калашите. Толку имав време и толку имав можности. Не си имала ни време ни да изрежираш нешто да смутиш. Апсолутно. Значи ова беше се една природна реакција. Уствари ова не е филм, ова е видеозапис. Значи, она што во моментот сме успеале да фатиме како видеозапис преточено во некаков така наречен филм, нели?
Иако, како што можеме многу добро да видиме, нашите соседи многу посериозно си го сватиле тоа. Калашите на страна. Калашите велат дека се со исто потекло како и хунзите. Така, Свесни се едни за други. Апсолутно. Иако имаат различни носи, различен јазик и се тоа. Значи тоа се две различни племиња од фалангата. Допрва треба да се открие од каде се калашите, бидејќи тие па за етнолошкиот свет се една мистерија. Тие се многу чуден народ, чудно племе, никој етнолог не може да ги дешифрира нивните обичаи. Јас читав некои записи од Желјко Малнар, ако ти текнува пред да одам, тој има една многу култна книга, се вика Во потрага по стаклениот град, каде што во едно патешествие поминува еден извесен период кај нив и во книгата тој многу фино вика јас... Што бара тоа, Шангрила? Да. Тој сака да остане кај калашите, не сака да се враќа назад, двај го собираат да се врати. Истото јас го имав како чувство. Мене ми се Еднаш кога си македонец, за секогаш македонец. Така е. Такво перцепирање на светот и на животот да е својствено македонски, ми се чини дека само македонец така може да го прифати светот. Да ти кажам, приватно си правиме муавет, исклучи камерите. Сопругата моја, се немаме многу време да се видиме деноиве, она на работа до навечер, ја навечер на работа, така натаму. Па ќе се јавам помеѓу, викам, што правиш овие 2 дена? И преска се слуша, викам, што правиш? Седам со тетрадка како учениче, пишувам, им дадов задача на 3 деца, вика, кој да игра, кој да учи, што да прават, вика, и седам, вика, пред емисијата запишувам. Што си изговорила ти, што кажал Вангел и така натаму. Викам, па добро, што толку се потресеш? Ти знаеш ли, вика, како допира ова до мене? Значи, јас сега не мора мојата сопруга да веде нешто, не знам колку различна од нашите гледачи. Знаеш, преку неколку блиски луѓе ние ќе ги почувствуваме и преку писмата, мейловите и така натаму. Значи, ние исконски ги почувствуваме вистините. Значи, ја немам потреба да се пази едно племе кое е ништо беззначајно и така натаму. Искрено го чувствувам дека има значење и дека ми е битно. Да рекол некој, па што ти е важно, што не да си откриеш, например, јапонците со самураите и нинџите, да, ама не го осеќам природно. Ова го осеќам природно. Чергата од баба ми, од битушко, што ја донела, што седеше и иструле вунената черга, истите шари, што беа, како можеле тој дизајн и овој таму? Немало ни интернет, немало ни... Како можеле езгии на зурлени, иштите наши мајовци ме одлепија на крај таму. Јас бев цело време вознесена, мислам, од многу причини, меѓутоа кога ги слушнам зурли и тапани, викат, сакате да ви викнам, мислам, сакаат да не испратат хунзите со нивна музика. Кога јас ја видов нивната музика, јас одлепив Јанко тотално, мислам, како да ти кажам. Виде и самиот, значи зурли и тапани. И сега да дојдеме до клучната работа, што ни Оливер Стоун, шупа котре, никој, кога историја зафаќа, не може да ја копира. Ја го напишав како неколку реченици и го објавив во премин како еден лош текст, моја анализа на филмот. Но, вака беше. Што и каква личност може да натера 30-50 илјади македонци? 10 години да идат до крајот на светот, да го следат, да сватат дека не разбираат каде идат, нели? Бунтот што кажува кај Индија? Дека они не ја ни разбрали идејата негова. Не ја разбрале, он е разочаран. Вика, зар не ме свативте кој... Што збори тоа за Александар? Каква божествена харизма имал. Они тргнале, он имал таква благодет, он таква имал харизма да им делувал како полубог на тие луѓе. Да го следат слепо, не разбирајќи ни дури зошто до крајот на светот. Сега ние треба да се направи еден психолошки профил, да он имал личност рамна со таква благодет како на овие просветлени личности што ги имаме после во религијата што ни се јавуваат како кај светите отци. Значи толкава харизма оставал кај луѓе. Тој бил така воспитуван и негуван, но освен Аристотел бил воспитуван од Аристомандер, например, еден духовник. И втора работа, уште едно. Што ќе донесеш заклучок? Еве, ја можеби сум најчист у целава работа, бидејќи
прв пат се сретнувам со ова, освен онака штури. Што значи дека нивната цивилизација била толку јака, толку трага оставила, да дури ни исламот, ни новокомпонуваните шеријатски и така натаму девијантни разноразни варијации Сите на религии религии се настанати и после цивилизации, Александар. да, Крај на ништо муабетот. не успеало да го надвладее, што значи цивилизацијата македонска не била само воинствена, таа имала стварно некои високи културни вредности. Денес, до ден денеска можат и треба да служат репер. Апропо на муабетот што Вангел Божиновски нели го тврди и се повеќе археолози. Значи едно, харизмата на една личност, фасцинантна харизма, која била подкрепена со знаење, која била подкрепена со убавина, он бил убав човек, кој ќе го видиме на лик, нели? Но он имал нешто што тоа не може да се прикаже. Некоја светост. Духовна убавина, величинствена, а после и физичка. Значи, Александар бил големиот обединител на светот. Човек со визија дека светот може да се обедини со еден јазик. И да го следиш, а да не разбираш што он замислувал. Уште не знаеле дека земјата е округла. Тие иделе до крај на светот. Мисле дека позади тоа е веќе провалија и желките на кои е положена плочата се од таа страна. Да. Знаеш што е многу важно кога зборуваме за Александар, што тој успеал во својата мисија. Значи, јас велам да не умрел под кој знае како ќе изгледала светската историја и светската географија. За жал, како и сите големи луѓе во историјата, и него брзо согорел. Брзо согорел. Како метеоритот на небото. Ете така. Да, брзо согорел. Брзо согорел. Меѓутоа и во тој свој краток живот, тој ја исполнил својата животна мисија. Она зашто бил создаден, она зашто бил воспитуван, она зашто бил негуван и трениран во текот на своето детство, знаеш. И сега тој само го наследил она што Филип го започнал, се разбира, Филип тука не смее да се занемари. Филип ја создал основата за тоа што Александар го продолжил и го направил тоа во една безпрекорна, како да ти кажем, безпрекорна хармонија на енергиите македонски. Замисли, во едно време, каде што не би имал никаков проблем да ги изедеш живи своите непријатели. Не да ги убиеш, да ги изедеш. И за тоа никој ништо ни да запише збор, нити трага да остане. Избрише тие народи, да не постојат. Он создавал мешавина, он градел, он не ги уривал, не ги палел градовите, он создавал библиотеки. Колку Александрии се создадени по него. Само во Пакистан има 17 Александрии. Карачи е последната Александрија. И нека би каже дека Александар е некој грчко име и да земам со троножнава мотка од камерава да го те помоќатек. Јас во Пакистан, навистина, во многу наврати го спомнувам ова, меѓутоа и во Пакистан, што велиш некаде позади грбот на Господ, ке спомнеш дека си од Македонија. Таа фасцинација, јас многу долго време вака се чудев, не можев да си ја доживеам. За нив е Македонија исто што Александар Македонски. За нив ако спомнеш дека си македонец, тогаш си Бог. Или наследник на Богот. Ме разбираш што сакам да те кажам? Значи каква харизма, каква духовна трага е оставена. До ден денешен ти крвник не може да остави таква трага. Не може да остави трага непријател. Не може да оној што убивал, не, создавал оној што дошол. Де факто, кога се појавила македонската цивилизација, тоа било како елиени да се спуштиле од Вселената со нова култура, со нова цивилизација, со нова технологија, тоа било неверојатно. Денешново НАТО е измислица на Александар. Денешново НАТО. Значи, Европската унија. Како што тој одел и освојувал, имал 3 модалитети, да речам. Секунда, нека причам. За оние што му се предаваат, нели, доброволно, кога гледат дека доаѓа, тогаш им дозволувал да се зачуваат цар, царици, марици, све што нели следува хиерархија, со тоа што требало да плаќаат данок, исто како денешка НАТО, и требало група војници да му испраќаат во македонската фаланга. Па ти преска виде во филмот дека првиот таков што нели Македонија го освоила
се е така наречената денешна многу вака една древна цивилизација Грција, тоест Атина, која сметала дека кај битката кај Херонеја која никогаш немала територија града. Они живееле во градови, а не живееле на територија, сметале дека е варварски да имаш таква поставеност. Многу една битна работа што јас многу често сакам да ја спомнувам во Македонија. Еве вечерва е особено прилика да го спомнам уште еднаш. Значи, во битката кај Ис, кога македонската фаланга се бори против војската на Дарија, персискиот цар. Значи, и сега има легенда колку војници имало македонски во фалангата, колку имало персиски. Квинт Куртиеров, значи тој не е македонец, па сега ние да си правиме тука приказни и да си кажуваме што си сакаме, него Квинт Куртиеров е еден римски историчар кој Љубинка Басотова, професорката, направи еден прекрасен превод и на крајот си стои. Вика, во војската на Дарија, од 100.000 војска има 30.000 грци што се борат против македонската фаланга, тоест против Александар, тоест против Македонија. Ме разбираш? Сега, јас тоа си порано си велев, ако тој истиот грк таму си се нашол себе си. Да, како овој човек се бори, против кого се бори? Знаете, сето тоа се едни такви големи фалсификати. За жал, ова што се случи вчера и денеска е само мало продолжување на таа нивна лага во која што се живеат. Знаеш, тоа е во психијатријата велат, кој многу вака често си функционира во таа лага, си се соживува со таа лага. Тоа е веќе шизофрена состојба. Меѓутоа има рок на траење. Имам гледач. Ти не си се соочувала со гледачи, таква ти е поставеноста на емисијата, што е многу добро, нели? Не знам колку е добро, колку е лоша. Но во секој случај имаме гледач на линија кој сака да се вклучи во програма. Игор, повели да го чуеме гледачот. Ало, Јанко. Добро вечер, повелете у програмата. Добро вечер. Јас се слушам емисијата и сакам да кажам за кочијата што е најдено во Берово, во Делчево ствари, и знамето што е снимано кај Калешите. Ако ги споредуваш лавот, ако го споредуваш, е еднакво исто од тоа време. Значи, еве тоа сум го видел и сакам да го пренесам, да го споредите. Таа златната кочија што е погребна и знамето што е снимано кај Калешите, лавот е идентичен, исти, потполно исти. Марина, запиши, значи да ја побараме фотографијата од таа кочија и да ја споредиш. Ама сакам да го слушате и овие да го видат другите. Да, ама ја немаме фотографијата од кочијата во моментов, значи во некој од наредните емисии, добро? Да, кочијата има многу фино насликано, исто како Квинт Куртиеров на крајот, значи погребната кочија на Александар Македонски. Јас се надевам дека видите во една наредна прилика или Тилија се едно ќе ја прикажеме како изгледала таа погребна кучија. Нормално импозантно направена како за цар, еден од тие размери во тие времиња. Останува една легенда која се повеќе се шири, која е просто податна за еден прекрасен, мистичен, убав, дури холивудски блокбастер. За жал, ние превише идеме на социјално комунистичко, социјалистички драми. Таков ни е резонот кој не можеме да го надминеме, знаеш, тоа е нашиот проблем, да. И филмови за циганите да правиме, тоа е нашата фасцинација, а имаме богатство неверојатно, но толку е паметот и на нашите режисери. Знаеш зашто се работи? Замисли сега една ваква ситуација чисто практично. Олимпија, мајка му на Александар е овдека, така. Да, кога тој умира во Вавилон. Кога он умира тука. Не за ја каменуваат. Кого каменуваат? Олимпија. Олимпија трагично го завршува животот, ја каменуваат. Негогаш не се запрашал човек зошто ја каменувале. Ако го знам менталитетот на македонците, и знаејќи цела работа, замисли, синот твој патува, војува, освојува и праќа писма на мајка си. Замисли ти, синот на својата мајка ќе испрати само писмо. А тоа биле кочии со злато, со богатства. Па за братучедите. Дозволи ми ја теоријата да ја кажам. Значи, прво кешарица за дрството. Македонство. Па тие значи тука идело многу кеш, нешто идело за братучеди, тетки, нешто до Кратово, нешто Охрид, кој каде бил сместен. Знаеш колку биле плаќени војниците македонски у македонската фаланга, страшно нешто. Олимпија знаела дека е тоа основата за да ја заврши влашта, бидејќи сама останала како жена да ја чува империјата. Но после смртта на Александар веќе престанала опасноста синот да може да се врати и да ја, ако се случи нешто,
Она е каменувана затоа што не кажува каде е каменот. Каде е огромното Александрово богатство. Некој велел дека е кај Беласица, има неколку и така има неколку натаму. теории, да. Теории каде е Меѓутоа, тоа. јас сум убедена дека е во Македонија денешна во денешниве граници. Да, тука е некаде, како и неговото тело, има тези дека се наоѓа негдека во Пелагонија, неговото тело, за кое не се уште науката нема и археологијата прецизен податок каде е телото на Александар Македонски. Јас мислам следново. Бидејќи и тие тези многу ги имам проучувано. Значи вака сега, денеска после 23 века замисли да се најде гробот на Александар. Дај Боже да се најде многу брзо, нели? Не дека ова денеска ни представува проблем ова дали НАТО не примил или не примил или што река заради нас на страна сето ова. Меѓутоа дека видиш дека емисијава ја правам влезени не влезени во НАТО, ја решив да ја правам емисија. Македонски цар мора да биде погребан дома. Тука е крај на муабетот, особено ако мајка му е жива и здрава како што тогаш била. Тоа е значи тука некаде погребан. Тргнувам од моја некоја теорија и моја логика и мои истражувања. Второ, значи мислам дека денеска, ако се открие гробот, ако еден вака застане било кој од било која партија денешна овде, актуелна, и да рече јас од гробот на Александар вас, ви се колнам дека ќе ја направам тоа и тоа, гласајте за мене, сите ќе гласаат за него. А замисли тогаш, во тие времиња уште, кога нели тој ја имал својата грандиозност во такви размери каква што ја имал. Тоа има и до ден денес, ама замисли тогаш. Значи, цела таа конспирација околу тоа каде се наоѓа гробот, ми се чини дека и сама Олимпија ја создала, за да не дојде некој од тие такви што таа нели не ги поддржувала да дојдат на власт. Да, тоа би било место на раздори на култ. Се разбира. Значи и денес, а замисли тогаш. Втора работа. Ќе вклучиме, само да ти кажам што јас мислам. Ја губам емисија, полека Марина ме Значи, ова што преска спомна за тоа колку пари имале, колку биле богати македонците. Значи, сега не можам ни да се сетам на бројки и цифри и суми, колку они злато, да речеме само Дарија која го победила. Секој имало бања. Секој градче имало бања. Еден војник од македонската фаланга бил наградуван со огромна сума на злато, на пари. Особено тие што, еве, таму кога се одлучило на бунт. Значи, покрај каризмата и кешарицата работела до крај на светот. Се разбира. Одиме со гледачот. Тие пари морале да бидат донесени овде во Македонија, разбираш? Да, па деца, фамилија, ово. Меѓутоа, тие сигурно не биле товарани од Солун, исто тогаш нашиот град, па на Магариње, па до Мјачки на краишта наши. Разбирам. Значи, моја теорија е дека се тоа било по некакви подземни приоди кон дома. Па, ако Партенонот бил банка, сигурно имало и други центри каде што се чувале парите, не се чувале сите пари под перница. Не, меѓутоа како биле носени до дома. Значи, а како биле носени до дома? Јас сум сигурна дека Македонија е полна со подземни тунели и ходници кои доправо треба да се откриваат. Кога ќе почнеме да ги откриваме тие ходници, ќе го најдеме и гробот на Александар. Одиме со следниот гледач. Добро вечер, повелете. Благодарам, тука е Лиле. Јас сакам само да се надоврзам, прво сакам да ве поздравам и да ви кажам дека долго време ве следам и ми се допаѓаат вашите емисии, а сега прв пат се вклучувам. Најголем поттик ми беше господјата Марина, која, или господјица, не знам, која кажуваше какви чувства доживеала кога се сретнала со луѓето. Јас сакав да споделам едно мое чувство. Во 1975 година, во август месец, јас го поминував Кајбер пас со моето семејство, децата уште ми беа мали, едното 2, другото 4 години. И ние со кола патувавме од Скопје до Нью Делхи. Така да низ Афганистан, да речеме, имав прилика да ги видам и Херат, и Кандахар, и Кабул, кои што се основани од Александар Македонски, али кога дојдовме пас, кога минувавме низ тој дел, излеговме надвор и сите четворица и
пешки одевме. Ако ми беа децата мали, мотото беше тука македонците одат пешки. Моето чувство Знаевте каде одите? неописиво, многу слично на вашето, кога кажувавте дека езгијата на калашите ви се ве понела. Господјо, целиот тој пейзаж што го гледав таму наоколу и нешто исконско, мислам, провре во мене и ова чувство сакам да го споделите. Да. Господјо, ви се извинувам, малце погроб ќе бидам, не ме интересира чувството. Ме интересира која година е ова? 1975 година, во тоа време. Чекајте, ве молам, кратки подпрашања новинарски. Дали знаевте кога излеговте, кај излегувате, дека има тука македонски наследници? Не. А не знаевте? Не. Видите, јас сум продукт на предходни естествен систем. Така, од кој тогаш имам сите патиме. 27 години, само што бев завршила медицина, одев во Индија на специализација. Аха, така ве натера патот. Да. И тогаш, но кога отидовте таму, препознавте нешто што ви приличи на вас? Нешто познато, мислам. Македонско дежаву, јас го викам во филмот. Да. На Магаре го имам и сликано, имам слайдови од тоа патување. И друга работа, мислам, тоа и ме натера малку да почнам повеќе мојот боравок во Индија, да се интересирам за Македонија и јас фактички во туѓи библиотеки, на туѓи јазици учев за мојата земја. Еден друг настан, исто интересен, ми се случи 1987 година во Москва, бев исто на едно усовршување, и еден индиец, кога на рецепцијата во ход, кога слушна дека сум од Македонија, ми вика, извините, дали може нешто да ве прашам? Викам, да. Вика, знаете, јас истражувам едно племе во Пакистан и ми покажа слика. Тоа е као да гледате наша Македонка. Мислам, зборувам за антрополошките црти на луѓето. Да, добро. Господјо, мислам дека ве радува овие сознанија што ги знаеме, нели, од господја Марина, што ги знаеме од господинот Чашуле. Да, документирано. И ви благодарам за јавувањето, но кажи ми, ти спремаш и Скајнет телевизија и воопшто целава наша држава се спрема едно огромно изненадување кое го почна ти на почетокот, па ја умешно те пресеков за да го ставиме на крај. А тоа е едно специјално гостување во Македонија. Сега вака, значи сета оваа убава научна фантастична приказна која се претвори во еден реалистичен видеопис, да. Морам да кажам следно, и покрај тоа што можеби вака денеска не е моментот кога конечно се консолидиравме заради некои други нешта. Во оваа држава никој не мрдна со мал прст после оваа откритие. Официјално. Значи, ова допре до секој обичен македонец на начинот на кој што јас сакам да допре. Но не допре до научните институции. Не допре до никога. Не допре до официјалните инстанции во оваа држава. И покрај тоа што јас навистина се надевав дека некој кога ќе му донесете едно на тац на вака откритие, нормално, ќе си не бар Индијана Джонс, златната маска која ја носи? Не е битно. Тоа може би е резултат на, еве што рече гледачката претходно, на некои наши празнини од некој образовен систем што сме го имале, неначитаност, неупатеност, неукост или не знам, или перењето мозок дека сме дојдени шести век, или несвесност за себе. Меѓутоа, фактичката состојба е таа. Ја постојат, тие тврдат дека се македонци, дојдени од Македонија, дека се потомци на Александар Македонски. Како ја убива ова тезата словенската теза, како ја убива овој доказ? Ама дојдено е време за убивање на многу тези, меѓу другото за среќа, многу свети гребати не се даваат. Кои животот го посветиле на таа кауза и сега треба да докажат нешто спротивно на тоа што го работеле. Да, ама еве доаѓаат нови генерации и нови духови, нови самосвесни сознанија за некои нешта, знаеш, како да ти кажам, една Дарвинова теорија кога и да е, нели, вака научно ќе се сруши, а не па една теорија за историја на еден народ, нели? И што планираме? Значи, планираме.
Ние тоа го направивме, не планираме. Добро, што е направено, Марина? Бидејќи никој официјално во оваа држава не превзеде ништо во врска со ова. Значи, Македониум, јас како Марина Дојчиновска, Скајнет телевизија, моја подкрепа, се разбира и тебе те сметам вака како моја подкрепа во тој контекст. Ги поканивме овие луѓе, бидејќи навистина стана опасно да се патува таму од оваа есен наваму, со сите овие превирања околу Первез Мушарав, па Бенезер Буто, како што видовте што и се случи и така. И претходно беше опасно, меѓутоа сега навистина премногу. Ако еднаш не чуваше Господ да го направиме тоа како што треба, не значи дека втор пат исто ќе ни пружи помош по патот. Наместо да одиме ние таму и да направиме културен центар кај хунзите, каде што грците си уште не направиле, во неможност да го направиме тоа, ние ги поканивме нив. И тие толку срдечно се согласија да ја прифатат нашата покана и не информираа повратно дека со огромно задоволство ќе дојдат во земјата од која што потекнуваат конечно да ја видат, да направат комуникација на вистинско ниво. И некаде здравје Боже од 15, околу 15-20 мај, ние ќе ги пречекаме овде. Кого? Царот, царицата, значи Мир, жена му на Мир. Мир и Мира. Мир и Мира, овој дечкото од културниот центар што го видовте во филмот. Значи и од хуните и од калашите ќе. Само од хунзите сега. Хунзите, пардон? Значи хунзите ги само од поканивме, хунзите, да. така? Добро. Требаше калашите да ги допореметиме да видат кои се. Не доцна, можеме, бидејќи тие си имаат комуникација меѓу себе, со тоа што калашите не се врзани овака да можеме да комуницираме преку мејли со нив. Значи треба хунзите да отидат, па да им пренесат, па да се вратат. Меѓутоа чекавме да поминат сите овие гужви, што поминаа, еве фала му на Господа. Ги тргнавме од нашите вака души како нешто, како едно непријатно искуство и една ноќна мора на која повеќе нема да мораме да се сеќаваме. Луѓето доаѓаат и ние овде ќе им приредиме дочек каков што заслужуваат. Цар и царица. Цар и царица. Особено некои од моите пријатели се македонисти се многу возбудени од фактот дека Македонија има цар и царица во континуитет сите овие 23 века. Амин, амин. Добро, дали освен ние овдека ќе биде ангажиран, се пријави некој, имаш подкрепа од некои историчари и археолози кои би го извеличале тоа, политичари, дали некој од... Па има најави, фала му на Господа. Со тоа што нели нормално беше забелешката нека поминат дали државниот врв ќе ги прими, дали ќе можеме да ги однесеме во парламентот да им покажеме. Се надевам дека ќе им приредиме дочек каков што заслужуваат овие луѓе, дека тоа ќе го направиме на ниво на кое што го заслужуваат, еве јас и ти здрави живи, од утре можеме да почнеме да работиме на организацијата на сето ова. Добро. Значи до сега се чекаше да помине само овој прием фамозен во НАТО. Еве излезе како што излезе. И сега повеќе отпорано ни е потребно потврда зошто не влеговме и да не се покаеме што не се откажеме. Знаеш, има луѓе кои велат, абе зашто многу губиме ово, она. Не смееме да се откажеме. Еве зашто ова е една од многуте причини зошто не смееме да се откажеме од својот идентитет. Не е ова словенштина. Лагите завршуваат еднаш. Еве, затоа велам, оваа нивна лага што ја пласираат толку умешно и вака во знак на наводници, махерски, дипломатско-политички, не знам како све, кого се убедија таму дека нели они имаат право да го искористат нивното право на вето заради тоа што ние не сакаме да го промениме нашето име. Луѓе што живеат во сопствената лага живеат еве како нив уште известно време можеби, нели? Во оној момент кога ќе се свестат дека тие живеат во нечи туѓ живот, во нечи туѓ идентитет, тогаш е трагично за нив, не за нас. Јас тргнувам од себе, меѓутоа тоа важи и за мојот македонски. Јас ова го направив за Македонија и за мојот народ. Јанко, јас со овој филм нити заработив, нити ова беше комерцијално осмислено, нити направено, нити денар. Значи, ова беше една мисија која беше реализирана во оној момент кога овој филм го видоа сите мои македонци. Кога секој што ќе ме сретне на улица ќе ми каже дека си го преснимил од телевизија, па си го има дома и си го пушта секој вечер. Ја би сакал, да. Ми се полни душата. Ја би сакал да дојдат тука
Ние ќе ги дојдат, причекаме здрави Божи. достојно како што треба и Так. ќе ги сместиме до толку имаме можност, знам дека и продукцијата Сигурно. сето тоа ќе го возможи, не е тоа проблем. Се надевам дека со достоинство ќе ги прими државниот врв, дека ќе ги прими парламентот. Да. Се надевам дека конечно она што треба да го сметаме како глава и мозок на оваа држава, ману, ќе ги примат и таму. Тоа ќе биде, тоа ќе биде еден одскок и за нив како луѓе да се датат и само почита и достоинството кон македонската суштина на своите личности. И народот кој се повеќе почнува да се сомнева во многу наши академици, научници и така натаму. Еве ви шанса, време со еден мал гест. Седнете со тие луѓе, сликајте се, направите, скршете муавет. А за некоја година, зошто да не, една научна делегација која ќе се испрати таму, да го проучува сето тоа. Не за некоја година, да следното лето, здравје Боже, нели? Следното лето, зашто да чекаме уште некоја година? Чекавме 23 века да го направиме овој контакт, еве го направивме. Не треба ништо повеќе да се чека. Зошто? Зошто да се чека? Марина, ти благодарам за учеството во емисијата. Нели, едно од најлошите работи на телевизија кога колегите си гостуваат еден на друг, но ја и тоа се надевам дека нема така да го прецепираш. Да, ова не е, знаеш, девојчето од контактната програма го викна девојчето што води музичка емисија. Мислам дека јас имам навистина ретка можност да кажам некои работи или во филмот, а јас како исто така од таа страна во улога на водител или насочувач на динамиката во една емисија, не сум имала никогаш можност да кажам нешто што сакам да го кажам, а е поврзано не со хунзите и калашите, туку со Македонија и она што нели го излегува од нас како македонци. На крајот само сакам дозволи ми да кажам дека имам едно мото што во моментов важи за сите нас македонците. Никој не може освен Бог да ни земе нешто, а да не бидеме пак своји на своето. Се покажа, еве, и се покажува. И нека слави кој што колку сака сега таму на југот. Ти си денеска смирена и немаш гајле што не влеговме во НАТО, дека не се чувствуваш понижено, напротив. Бог да чуваш. Јас сум сега среќен што многу македонци се запрашаа кој сме и што сме. Токму тоа и овие две емисии се еден мал само придонес да ги подкрепиме луѓето. Ама јас велам не се свесни овие исти тие што живеат во сопствената лага, грабејќи од туѓиот идентитет, во случајов македонскиот, прикажувајќи го како свој. Зашто? На крајот ова не е битка за името, или дали ние ќе сме го променели името или не сме. Ова е битка за идентитетот. Тие сакаат да не нема за да биде нивно цело тоа културно наследство што Македонија и македонците го дале на светот. Знаеш? Сега извини, ама ти не можеш да ми земеш нешто, а да не бидам пак јас своја на своето. Така? Така и на Македонија. Никој не може ништо да иземе освен Господ, а таа да не биде своја на своето. Додека постои ова парче земја, додека постои ова срцето, јас викам срцевината, се уште мало парче, не знам, 2 милиони жители или колку и да сме веќе тука македонци, меѓутоа тие се тие што го прават субстратот на една македонска душа која е древна по својата суштина, која му дала на светот сите цивилизацијски придобивки што и ден ги присвојуваат и ги чувствуваат како своји, затоа што македонците не им го дале тоа за да се наметнат некому. Не, ти нема да правиш вака, ти од сега ќе функционираш вака. Ки не чува Господ и понатаму, додека сме живи и здрави, додека мрдаме, ја има Македонија, ги има македонците и ние сме тука. Ти посакувам многу успех, приватно и професионално. Ти благодарам уште еднаш за учеството во емисијата и се надевам дека покрај убавиот мебел ќе добиеш комотни фотели како што се мојве, сепак. Почитувани гледачи, сега ќе направиме подолга пауза, значи рекламите да ги испочитуваме нашите спонзори. Извини, сега морав мал се една. Да. Шега на страна. А веднаш потоа ќе продолжиме на словните страници од утрешните новини, вашите јавувања и сето она. Јади Бурек денеска се емитува непрекинато од 18 часот и 10 минути. Да кажам само, утре во Македонија гостин е господинот Атанас Ботев, ово истиот од кој пренеска бев на изложба. Да, ја прикажав изложбата. Што предизвика таква една реакција на... Ќе биде интересно да се гледа. Да, проследете на.